Постои недостиг од стручен кадар на пазарот на труд и недостиг од млади кои ќе ја преземат бизнис заедницата, посочува министерката за образование и наука Весна Јаневска, според која со новиот закон за високо образование, младите ќе бидат подобро подготвени за пазарот на труд. Таа истакна дека дуалното образование е најуспешниот образовен модел во земјата. Она што за прв пат се случува во оваа држава, преку новиот закон за високо образование, ние за прв пат воведуваме стручни студии од 180 кредити, магистерски студии на тие стручни студии и докторски студии на тие стручни студии. Нешто што сметаме дека многу ќе и помогне на бизнис заедницата, затоа што предпоставувам вас ви требаат такви стручни лица и затоа што работејќи во вашите компании тие ќе успеваат да напредуваат. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески нагласи дека успеале да ја воспостават потребната поврзаност меѓу бизнисите и кадарот кој може да се вклучи во процесот на производство и образование. Така да ние направивме нешто што знаевме дека можеме да го направиме, го пласиравме во јавноста како што требаше, не прифатија Министерството, особено министерката која со своето доаѓање даде силна поддршка на тие процеси и дојдовме во ситуација да разговараме за конкретни проекти, реализација и така натаму преку системот на дуално образование. Инаку, според Министерството за образование, вкупниот број ученици во средното образование во учебната 2025-26 година изнесува 65.858, од кои 43.187 се во стручно образование, односно приближно 70% од учениците се запишани во стручно образование. Од бројот на ученици запишани во стручно образование, 13.371 се запишани во дуално образование или приближно 30% од вкупниот број ученици запишани во стручно образование.